Да, се враќаме во студиото со нашите гости. Зиков, понудата на ДОИ или барањето на ДОИ за премиер Албанец дојде навистина како едно големо изненадување политичко во оваа кампања, во овие избори. Што мислите? Дали се работи за реално барање на кое партијата ќе инсистира по секоја цена, бидејќи по сите математики можно е ДОИ да одигра клучна улога во формирањето на влада, без разлика која од големите македонски партии би ја формирала таа влада, или се работи за еден добар политички пиар трик за партијата да добие што повеќе гласови, а во исто време да помогне и на некоја од македонските партии? Знаете, секое политичко барање кое доаѓа од партија легална е легитимно барање. Значи, во ДОИ оцениле дека сега е моментот да побараат премиер Албанец. Јас лично сум така едуциран и воспитан, да мене, кој ќе ми каже некој премиер Албанец во државата, во демократска држава во 21 век, ми е малку атипично од аспект на тоа што еден премиер треба да содржи во себе за да државата и граѓаните во неа видат просперитет. Заради тоа што, како велат, премиер е прва оперативна функција во една држава, во едно демократско општество. Тоа е оперативна функција, таму треба да се работи, тој има министри и така натаму. Така да, прелаконски е да кажете премиер Албанец. На крајот на денот Македонија имала премиер Влав, значи во државата, и тој во сплетот на околности дошол да биде премиер, а не бил председател на партијата. Што значи, сакам да кажам дека се може да се случи. Од друг аспект, анализата покажува дека премиер и председател на држава, премиер на влада и председател на држава не се станува на исти начин. Председателот на државата, како и градоначалниците, ги гласаат граѓаните на непосредни избори. Премиерот е функција која се договара внатре во партијата или во коалицијата. Например, повторно примерот ќе го земам со почетокот на после 2000-та година што се случуваше. По смртта на Борис Трајковски, председател стана Бранко Црвенковски, па во еден период беше Хари Костов, па во еден период Владо Бучковски како председател, како нов председател на Социјалдемократскиот сојуз, и така да три премиера имаше во еден мандат државата. Така оцениле внатре во партијата на власт. Така може да биде и во коалицијата да се процени. Значи, водам кон еден заклучок дека кога имате коалиција поширока со разни интереси, со многу партии во неа, при тоа партиите се различни и големи, премиерската позиција е ствар на преговори. Како кога државата ќе влезе во, да речеме, во некоја криза, катастрофа или не знам што ситуација, па се прави техничка влада или влада за национален спас и така натаму, па и тогаш се договара премиер. Сега, во конкретниот случај, потреба за таква работа во Македонија не постои. Македонија има силна владеачка партија во македонскиот блок, Социјалдемократскиот сојуз, со полнокрвен лидер, кој се бори да биде да победи на овие избори и да биде мандатар. Има опозиција која исто така не е лоша, силна опозиција е, ВМРО-ДПМН е многу силна опозиција во тој дел. Нејзиниот лидер, па целото негово делување е на крајот да стане премиер. Тоа е логиката на зашто е во оваа кампања. И го имате барањето на ДОИ, која е пред се, според мои проценки, за внатрешни потреби, внатре, за хомогенизација на членството и на гласачкото тело. Тоа се испостави како успешна формула во сите 11 години владење на коалицијата ВМРО-ДПМН ДОИ. Секогаш пред избори се затегаа работиве во двата блока, демек они се скарани, демек нешто се случува таму во коалицијата, пука. Па го имавте Никола Груевски кој идеше со тривијално барање во демократска држава, дајте ми 61 пратеник, не знам како беше, поправете ме ако грешам, каде што вика да не ме уценува Алија Ахмети, а тој со него претходно беше, тоа беше во 2014, значи 2006 8 години на власт, значи на изборите во 2014 неговото мото беше во кампањата дајте ми 67 пратеник да не ме уценува коалициониот партнер. Добро, но некои велат дека сега се повторува истото сценарио само со СДСМ. Дека истиот судир значи можеме да кажеме дека на некој начин се фингира, да речеме. Можеме да го кажеме и тоа, дека таа формула веројатно се тестира и сега како функционира. Тоа е како велат малку крвки си пуштиме, значи малку национализам не е лошо. Во тој дел, иако барањето на ДОИ за Албанец премиер
пред се мислам дека е дојдено како производ на сознанието внатре дека им треба хомогенизација на гласачкото тело и на членството и на тоа, визави појавата на посилни партии во овој изборен циклус сега во 2020 година, каде што Алијанса е сериозна политичка групација, Беса со СДСМ веќе станува сериозна политичка групација во албанскиот блок, во тој дел, така да во тој дел дуи како да му се подриваат позициите на стабилност во политичкиот простор и излегуваат со ваков тип на барања. Знаете, на крајот на денот, 15 јули ќе дојде, вечерта ќе има победник, тој победник е мандатарот, тој ќе добие мандат од претседателот на државата и треба да направи влада. Да. Од друга страна, одговорот на Зоран Заев па на Али Ахмети беше дека тој ќе биде мандатар, дека тоа е решено, како што вели и господинот Зиков. И самиот кажавте дека ова е прв пат да имаме македонско-албанска предизборна коалиција, каде што СДСМ настапува заедно со Беса. Сега прашањето е, постојат две тези околу овој потек на ДУИ. Се разбира дека тука разбирливо е дека ДУИ се обраќа на своето гласачко тело, на своите таргет групи, каде што сака да земе повеќе гласачи, што е сосема легитимно. Но во однос на македонските партии, едната теза е оваа што ја спомнавме, дека се фингира судир со СДСМ, добро опробано сценарио, а другата е дека оваа порака на ДУИ оди совршено во корист на ВМРО-ДПМН, каде што ДУИ ги подрива позициите на СДСМ, бидејќи со него у коалиција сега и ова секако изгледа лошо во очите на етничките македонци, а од друга страна оди како на еден пенал на ВМРО-ДПМН да одговори со силна националистичка реторика и да добие што повеќе своји гласачи. Значи ве прашам како тези, нели? Да, вие добро укажувате на една од или на некои од останатите можности наспроти експликацијата на господинот Зиков. Јас само би се обидел да со своји позиции да го надополнам ова што како анализа го правиме во однос на потегот на ДУИ. Генерално кажано, сметам дека ова барање на ДУИ во кампањата, нели под слоганот, прашалниот слоган, прашалната реченица "а зошто па да не" или "зошто не", може да се анализира од два аспекта, од технички, од аспект на маркетиншката стратегија на партијата за освојување на повеќе гласови и од еден политички аспект. Од политички аспект гледано, мислам дека ваквото барање за Албанец пример можеме да го поделиме, или развојот на тезата, развојот на ова барање во кампањата можеме да поделиме во два дела. Пред неговата промоција, пред промоцијата на кандидатот за премиер и откако се промовира кандидатот за премиер. Тоа би можел некој да го измери, јас сега говорам како резултат на лично чувство, но мислам дека целото општество во периодот до обзнанувањето на кандидатот за премиер на ДУИ од редовите на албанците во оваа држава, имаше еден период на една, би рекол, политичка фама, едно очекување за тоа кој се би можел да биде кандидатот на ДУИ за премиер на оваа држава. И моето лично чувство е дека по обзнанувањето на кандидатот, се разбира, немам ништо лошо против него и така натаму, меѓутоа некако како да влегуваме во една втора зона или во една втора етапа, а тоа е една етапа на издишување на целата тема, особено заради тоа што од страна на албанските аналитичари и на македонските, од страна на граѓаните воопшто, имаше еден константен период на соголување на таа теза. Тоа се сведува и лично јас истото го сметам, дека ова е добар маркетиншки потек кој што имаше за цел да го одвлече вниманието на јавноста од досието на ДУИ, кое што пак од аспект на контекстот во кој што говориме е на линија на она што го кажуваше мојот колега околу имањето или немањето на албански театар, околу економијата и резултатите од владењето и перформансите на ДУИ, после ова долготрајно, би рекол, веќе дводецениско практикување на власта во Република Македонија, што самото по себе
доколку не вроди со плод, доколку Дуи не успее да одржи кондицијата на оваа тема, а гледаме веќе денеска спласна, тогаш истата, грубо кажано, народски кажано, може да се доведе Дуи во ситуација да и се удари од глава и тоа да се распрсне како еден меур од сапуница. Меѓутоа, она што пак од друга страна како ефект се постигнува е онаа конфликтност помеѓу СДСМ и Дуи. Ја мислам дека конфликтноста помеѓу СДСМ и Дуи повеќе одговара на СДСМ отколку на Дуи. Заради тоа што, како резултат, и ова лично го мислам, се разбира, повторно ќе кажам, може некој да го измери, од агенциите за истражување на јавно мислење, незадоволството кај албанскиот електорат од досието на Дуи е многу големо. Тоа може би да е резултат на издржани или на неиздржани причини. Едноставно, еве преку примерот со Ангела Меркел во Германија, гледаме дека практично нејзиното заминување е резултат на, како би рекле, здосадувањето од едните исти лица во рамките на политиката. Дуи е константа во македонската политика од 2002 година навака. Разочарувањето или потребата од нови лица во албанската средина е повеќе од очигледна. И затоа сметам дека конфликтот помеѓу СДСМ и Дуи повеќе одговара на СДСМ, особено во светло на оваа новина во македонскиот политички систем, а тоа е македонско-албанската коалиција или коалицијата помеѓу СДСМ и БЕСА. Заради тоа што шансите на БЕСА или на албанците во СДСМ конечно, нели, се далеку помали и просторот за делување далеку помал, во услови кога имате нормални релации со политичката партија, кај која што најголем дел од опозицијски ориентираните гласачи албанци сметаат за главен виновник за состојбата во која што се наоѓаат. Бидејќи другата алтернатива кај албанците е СДСМ и БЕСА. Третата е албанската опозиција, нели, Алијансата на албанците и алтернатива како нов избор. Тука е и ДПА со своји кандидати, конечно. Така што сметам дека оваа понуда на Дуи технички на почетокот беше добро сработена со промоцијата на слоганот и со оној еден така наречен метод на тизинг во маркетингот, кога ние исчекувавме кој ќе биде кандидатот, па шпекулиравме која се личност би можела да биде кадарот на Дуи. Но сепак на крај завршивме во еден македонски контекст, се разбира, не негирајќи ги заслугите, досието, перформансите на личноста која што е кандидат на Дуи. Меѓутоа, конечно, да завршам како што почна господинот Зиков, на крајот на денот, партијата која што ќе победи на избори го определува премиерот на оваа држава. Но она што е добро пак од аспект на Дуи е дека сметам дека на овој начин, независно што Дуи знае дека нема да оствари оваа позиција, независно од фактот што знае дека ќе промовира тема на која што ќе се дискутира, ама каде што таа е релативно силна, наспроти лошите перформанси како влада, како министри на Дуи. Сметам дека следниот позитивен ефект од аспект на албанскиот корпус е што тие со ова барање за албанец премиер на некој начин го штитат местото председател на македонското собрание. Една од трите најважни позиции во македонската држава. Во таа смисла, ако се случи некоја од двете големи партии, коалиции, онаа на СДСМ или онаа на ВМРО, да не успее да има апсолутно мнозинство во македонскиот парламент од 61 пратеник, во тој случај како би рекол, помалиот плен или помалата добивка на албанскиот коалицијски партнер во идната влада ќе биде председателското место на македонското собрание. За пазарење, да. Господине Несиме, се изненадевте ли кога го представи Дуи Насер Зибери за кандидат за председател на владата? Видите, јас и Насер Зибери се знаеме негде од 85-та, 6-та, тамо негде. Ние сме биле колеги, заедно сме работале во вестникот Флака е Влазримит. Од тука Зибери тргна во политика, после сме биле заедно во иста партија. Он бил секретар на ПДП, јас сум бил исто така секретар на ПДП. Се знаеме многу добро и по тоа прашање не сакам апсолутно да кажам ништо. Изборот е негов, зашто, како, не знам. Знам дека он во детали, сето ова ние што го зборуваме за техниките, како се бира премиер, он ги знае
тоа детали подобро, да не кажам подобро од нас. Но, самиот предлог, не предлог, пардон, идејата, види, ова е втор, трет пат, што Дуи не игра институционално. Дуи инсистираше под секоја цена со тој слоганот консенсуален председател. И мене ми е жал, на вистина, зашто во таа партија изгледа дека нема апсолутно никој кој може да му каже на Али Амети доста не идат вакви работи веќе. Затоа што се знае како се бира председателот во држава. Изгледа дека тамо никој не знае што е консенсус во случајот со избор на председател. Нема консенсус кога гласа народот. Каков консенсус? Кој и со кого се договара? Треба граѓаните да гласат. Сме се договориле Груевски и Али Амети консенсуален председател. Да, ама тој ќе треба на избори да иде и што ако изгуби? Ми разбирате, значи тамо изгледа теоретски, од политичка страна гледано, не знаат што е консенсус во дадениот момент. После, тие тогаш не бара во времето кога можеше да се извршат уставни измени за да се избира председател во собрание и така натаму. Ја во ова своја книга имам 20 страници напишано само за тој консенсуален председател, анализа детална како се случи сето тоа. Сега, да не должам многу, сега видите со што се соочуваме. И мене малку ми е чудно колку јас сум успеал да ги следам медиумите во Македонија. Ова тема повеќе го верглат македонските медиуми и македонските политичари. Кај албанците едноставно не се занимават луѓето со тоа. Ми разбирате? Но, кај македонските политичари и кај опозицијата и кај позицијата и во медиумите тоа зуи. Кај албанците не. Добро, предложил Али Амети, тоа е друго прашање. Но, сакам да кажем друго. Што, вели, да се обединиме сите. Изборните листи се предадоа. Тогаш можеше Али Амети да сакаше ваква работа, на вистина да го сакаше, тогаш ќе требаше да ги повика сите и да велат идеме со една заедничка листа на избори. Тоа е, бараме со ова листа, без оглед колку пратеници ќе се добиват, ама една листа е. Сега, што ќе испадне со ова? Односно, што е епилогот на ова? Без обзир дека тоа на крај ништо нема да испадне од тоа, бидејќи се знаат начинот како се избира премиер, но сега албанските имаме 3 листи со албански политички партии. Дуи, Алианса и Алтернатива и ДПА. Значи имаме 3 башка ова беса со СДСМ. Значи 3 директни албански политички партии кои ќе се надпреваруваат, кои ќе се псујат, ќе прават се што во изборната кампања до недела, до среда, зашто среда ќе биде, и после, утре дента, ај сега, остави што рековме до сега, ај сега да идеме заеднички кандидат. Мислим дека све ова, не сакам да навлегувам во тоа дали му оди во прилог на ВМРО или на СДС, не се знае на чија сметка би било во полза, може би за ВМРО, зашто ВМРО ќе го нападне СДС, со твојот коалиционен партнер, што ни правиш тука. И на другата страна, СДС, се молам, али во локалните избори многу грубо се мешаше во албанските средини. Едноставно, многу грубо. Во локалните избори секогаш имав коалиции, секогаш гласале и тие, зависи од кандидатот кој бил за градоначалник, а меѓутоа никој така јасно не го изразил тоа. Ми разбирате?
И албанските политички партии избирачи гласале за македонски кандидати и македонските избирачи за албански кандидати, али ниедна партија толку јавно не го кажа. Да, беше особено и судир во Чаер, например, каде што го не, винува во Заев сите. дека дошол да лобира за Заев Дуи. го виктимизираше својот кандидат во Струга Да, во за Струга. полза на Мерко. Да. Својот кандидат го виктимизираше. Да, Спасеновски, сакавте да... Сакав кратко само две работи во однос на Дуи, бидејќи претпоставам дека ќе преминеме на нека друга тема. Каде можеме да лоцираме исто така неискреноста во однос на оваа понуда на Дуи или барање или заложба за Албанец премиер, во однос на политиката. Вие, например, не можете да излезете со барање за премиер кој што треба ги представи сите граѓани, а притоа вашата политика дневно делување да е моноетничко. Вие морате да се насочите и кон останатите сегменти од општеството за да придобиете довербата. Например, иако е во еден дел различно, ние имавме на едни минати претседателски избори кандидат по етничка припадност албанец, кој што им се обраќаше на етничките македонци. Својата кампања, се сеќавам, ја започна пред споменикот на Гоце Делчев во градскиот парк во Скопје, или барем имаше интервју за една од државните телевизии во тоа време, и водеше активна кампања и во, условно речено, македонските средини, мислам на Имер Селмани, кој што имаше исклучително добри резултати во таа смисла. Така што сакам да кажам дека афирмирањето на определена идеја треба да оди паралелно и со прилагодување, видоизменување на самата политика и програмска понуда, која што треба да почива на она што во политичката теорија се нарекува catch-all. Значи, Дуи треба им се обрати на сите и со понудата, и со програмата, и со карактерот на кој што ќе се структурира кампањата, доколку искрена во таквото низино барање или таквата низина заложба за Албанец премиер. И ова што беше претходно споменато во однос на минатото во Македонија, дека ние сме имале премиер кој што немал македонско етничко потекло, мислиме на господин Хари Костов. Например, ниту пак некогаш кога сме зборувале за ангажманот на политика, ниту пак некој знал, ниту се интересирал, ниту пак било важно неговото етничко потекло. Сакам да кажам од аспект исто така и на извршната власт. Личните особености на оној кој што ја води владата или кој што пледира да ја води владата, се оние кои што треба да се предоминантни при одлуката или при нафаќањето за тоа да се биде начело на таа една, би рекол, од трите најважни позиции во државата, и се разбира, за тоа одлучуваат политичките партии кои што вообичаено своите лидери ги кандидираат или се нивните кандидати за председатели на владата на оваа земја. Да, но Дуи веќе се чини дека со ова барање го подига прагот на својата ангажман, на својата цена околу идната коалиција, тоа веќе го заклучивме, но Дуи испорача пред изборите уште една идеја, уште една ја реафирмира позицијата за формирање на влада од страна на победничките партии во етничките кампуси. Она што беше нарушено со 2016, да речеме, принудно или не принудно, сепак беше нарушено. Сега во едно интервју ми се чини господинот Бујар Османи го кажа тоа, дека таа идеја повторно треба да се врати, дека тој начин на формирање на влада повторно треба да биде таков. Следејќи ги анкетите, Дуи има по сегашните анкети најголем број на гласови во албанскиот кампус, во македонскиот ВМРО ДПМН е веројатно во однос на СДСМ. Сега доколку дојде до формирање на влада, да речеме сега хипотетички, доколку ја формира коалицијата СДСМ и БЕСА, со уште една албанска партија, да речеме со алтернатива и со алијансата на албанците заедно, тука е веројатно дека жестоко ќе се спротивстави Дуи, оспорувајќи го легитимитет на таа влада. Знаете што, сега, оспорување има и сега од страна на ВМРО ДПМН на сегашната влада. Значи, во тој дел. Последните избори, Социјалдемократскиот сојуз како партија ги загуби со еден или два пратеника, како беше разликата. Капацитативноста за коалиција
И оној како вели во уставот, тој што ќе направи, ќе покаже, ќе докаже дека има 67 пратеник. Прави влада. Нормално легитимитетот има врска ако е разликата голема, па оној што е мал направил влада. Можеме да разговараме со стабилноста на таа влада, уценета влада ќе биде и така натаму. Разликата помеѓу СДСМ и ВМРО 2016 година не беше голема. Од тука и не држи ставот на, чина ми јас беше Бујар Османи што го кажа тоа, дека со гласот на ДУИ се направи таа влада. Не беше баш така. Со нечи друг глас на телефон се направи можда таа влада, поточно е тоа, отколку гласот на ДУИ. Значи, прашањето е кој му се јавил на ДУИ за да го каже тоа, додека Никола Груевски ги чекаше од зградава од прозор да дојдат на коалиција. Така да треба да бидеме коректни во тоа како кога веќе сакаме да анализираме што било во 2016 година, треба да бидеме максимално коректни пред јавноста и пред публиката која не пие нафта, нели? Ќе се согласиме со тој момент. Она што сега стои како комбинација, а тоа е според мене не е добро измерена коалицијата СДСМ БЕСА и на последните анкети, таму има друг резултат, не е она што се гледа во анкетите. Точно е дека е на теренот силен ВМРО ДПМНЕ, меѓутоа, пак ја кажам, кампањата е во втор ден, програмски, така почнав емисијата, програмски тие ќе се разголат двете партии, и СДСМ и ВМРО до крајот. Премногу црно, за многумина за вкус почна ВМРО со кампања, не знам дали има кондиција да издржи уште повеќе што Социјалдемократскиот сојуз црните работи ни 1% ги нема веќе ни најавено, а не да ги извадил, а ќе се согласиме дека СДСМ има прилично црни ствари што може да ги поврзе ова време со претходното време на Никола Груевски, па да тоа биде еден хаос што може да настане. Тука веќе е стварна одговорноста. Меѓутоа, на почетокот на кампањата сме и не знаеме на крајот резултатот каков ќе биде. Програмите, така ја почнавме нели емисијата, во делот на програмите ќе се бара појаснување на некои позиции пред гласачкото тело пред денот на гласањето. Ќе мора да се биде појасно. Знаете, ќе се вратам за момент на делот на како се одговори од страна на СДСМ и ВМРО ДПМНЕ на барањето на ДУИ за Албанец премиер. Ако не се лажам, истиот ден Заев имаше одговор. Истиот ден. ВМРО калкулираше со одговорот едно добри 3-4 дена. И при калкулацијата не го кажуваа својот став, за да на крајот бидат принудени преку повеќе емисии политички, па и беа повикани од СДСМ да си го кажат ставот, беа принудени така прилично остро и тие да одговорат на барањето на ДУИ за премиер Албанец. Меѓутоа, и тоа покажува дека ја покажува разликата во она што значи снага, поимање во ВМРО ДПМН и во СДСМ. Предноста ја давам кај СДСМ во делот на јасноста на разговорите, на изразените ставови. Да, добро, кога сме веќе кај СДСМ, дојдовме, ова што го кажува господинот Зиков, во однос на негативната кампања која што може СДСМ да употреби, тоа го гледаме од прилика и во нивните почетни спотови, каде што не толку агресивно, но го потенцираат времето на минатата влада, на владата на Груевски, од прилика тие слики ги ставаат помалце, иако одат сега со позитивна кампања. Но интересно е, господине Несими, што во таа позитивна кампања на СДСМ се потенцираат меѓународните договори кои ги зборевме, влегувањето во НАТО, евроатлантските интеграции, датумот за старт на преговори со Европската унија, според СДСМ економските успеси, но многу малку се зборува за право и правда, нешто што беше силно потенцирано при формирањето на влада. Мислите ли дека тука е можеби најголемата слабост на СДСМ, значи разочараноста на граѓаните од исполнувањето на тие критериуми на добивање на право и правда? А видите, граѓаните во Македонија сметаат дека тие албанци што гласале за СДСМ 2016 гласале зашто е СДСМ и така натаму. Прво да кажам дека не се точни тие податици што велат 40.000, 50.000
Бројката на албански избирачи, нормално колку може тоа да се перцепира, бидејќи никој не знае тамо име и презиме кој гласал, бројката највише достигнува до може максимално до 25.000. Ова јас сум го анализирал во детали. Значи, над 25% нема ни толку. Но, ете, ќе кажеме 1000, не 25%. Прво, второ, албанските избирачи не гласа за СДСМ затоа што ја сака нивната политика и така натамо. Албанските избирачи гласа затоа што смета дека тие што ги узурпирале правата, тие што ќе биде многу отворен, краделе, треба да одговарат, тие што направиле криминал треба да одговарат. И тие знаеа дека Дуи тоа не може да го направи, него тоа ако може да го направи само ако добива СДС. Значи, СДС е партија која може да формира влада тогаш и после да ги расчисти овие состови, поготово после бомбите што излезе на виделина. И граѓани, избирачите албанци гласа за тоа. Едноставно за тоа, ништо друго. Јас знам, чисто низ разговор со луѓе, вика, овие во АПС само тие може да ги терат, ништо друго. И во тој поглед СДСМ тотално крахира. За жал, крахираше и најголемата надеж на македонските граѓани со Катица Јанева, бидејќи навистина сметаа дека ќе одговарат луѓето. Со еден збор да не должам, граѓаните го бараат тоа. На жалост, тоа не се случи. ВМРО не покажува интерес тоа да се случи. Во тоа помага Дуи да не се случи да одговарат луѓето кои треба да одговарат. Македонија нема изграден политички систем. Македонија нема развојна стратегија. Овие се клучните проблеми на Македонија. Ова десница, левица, кога велиме, ете сега треба да се покажат тие параметри, каде ќе се движи развојот на државата. Во политички смисол, апсолутно ние немаме предпознатлив систем. Дали сакаме некој правен систем или не сакаме. Нити едната, нити другата партија не покажуваат интерес да имаме правна држава. Нити едната, нити другата партија не покажуваат интерес да имаме еден изграден политички систем со смерници. Каква власт сакаме да имаме? Одговорна, неодговорна. Кој сака нека се љути. Меѓутоа мора да кажем, изборна реформа во Македонија немало никогаш. Политичките партии тука се фаќат овие помалите, една изборна единица, 3 изборни единици и така натаму. А не се фатиле за тој Донтов модел, како тој да е светиња. Па има разни други модели кои им овозможуваат на помалите партии да добиват гласови, пратенички места. Имате Сент-Легериовиот модел, го имате Андреовиот модел, кој им дава на Андреовиот им дава место со 1000 гласа да добиваш мандат. И сега сите овие политички партии никој не дебатира за такви работи, него една изборна единица, 6, 3 и така навек. Второ, за жал, ми повторно сме имале и повторно имаме луѓе кои се кандидират за пратеници и така натамо, кои имат криминално досие, против кои се водат судски постапки и така натамо. И никој апсолутно не се секира за тоа. Има неколку лица во овие изборни листи сега, против кои се водат судски кривични постапки.
za pronevera, za mito, korupcija i така натамо. После ВМРО, за жал, ВМРО го има на кандидатска листа Таршуловски. ВМРО го избра пратеник Таршуловски. Ја немам лично ништо против Таршуловски, али он е познат дека е осуден за... Кажува за политиката. Да. Плюс сега ВМРО, не сакам да навлегувам во неговите професионални квалитети, али ВМРО го има сега во пета изборна единица на челна позиција Игор Дурловски. Ми разбирате, човекот кој ги водеше без оглед на неговата улога во тоа водење. Не навлегувам ја, не сум јавен обвинител, не се мешам, но тој човек веќе се перципира како таков. Понатака, имате во ВМРО лица кои се познати по тотално антиалбански ставови. И јас, извините, али јас овие политиката во Македонија ја следим од 90-та година во чекор, ден по ден. Од 90-та година. И ги знам сите пратеници и настани и така натаму. Опростите, али ВМРО мора, Мицковски што сака нека каже, и тој благонадежниот българин што сака нека каже, но мора да кажат дека треба од највисоките органи на ВМРО да кажат дека се извинуваме на албанците за овие 30 години, бидејќи сме воделе таква политика. Наброени се сите луѓе, почнувајќи од Љупчо Георгиевски, Љубиша Георгиевски, Антонио Милошовски, Михајло Маневски и така натаму, Саво Климовски, сите бивши, така да кажем, највисоки политичари во минатиот систем, со ВМРО стана министри и пратеници. Стана председател на собрание Љубиша Георгиевски, кој во 94-та година во Кичево велеше дека на Орелот ќе им го сечеме канџите. Председател беше добро, тоа председател веќе не може да правиш. Љупчо Георгиевски, кој на 12 ноември 1990 година, во сред Тетово кажа сатара за шиптари. Стана Антонио Милошовски министер за надворешни работи, кој седеше во шаторите во центар против албанската факултетот на албански јазик тука во педагошка академија. За тоа сега веќе ги имате сите тие универзитети. Дали некој се мисли, чекај бе овој што инсистираше на ова. Ете, неговите размислувања кај се. Сакам да кажам, ВМРО треба едноставно, јасно да излезе и да каже дека се извинува за овие изминати години, без обзир кој ги кажал. Иначе, албанските политички партии, ако ова ВМРО не го кажува, албанските политички партии, мислим дека апсолутно не треба нити да размислуваат за некоја коалиција со ВМРО. Додуше, тие може да прават коалиција, ние не може да ги забраниме, ми разбирате? Да. Но ќе испадне дека нив не ги интересира ова. Саво Климовски е познат по тоа дека од 86-та година го уништи албанското образование. И сега дојде Саво Климовски и стана председател на собрание. Ова стана што со го ДПА. зборувате, господине Насими, веројатно како перцепција постои, бидејќи на сите анкети ВМРО ДПМН има речиси 0% доверба кај албанските бирачи. Не, ќе ми извините да надополнам, него да продолжам во овој смисол. Исто така, СДС треба исто така да каже дека во текот на нивното владение има многу работи кои се така, да кажем, направени
против интересите, волјата на албанците. И едно друго многу битно прашање кај СДС е, кај ВМРО тоа е познато, албанци нема паметни и догледање, нема што да се разговара со албанците, но СДС едноставно треба од своето размислување да го тргне, да ги тргне предрасудите кон албанците. Едноставно треба СДС треба да му биде јасно дека во ова држава со толку колку се 25% и така натаму, значи од овие 25% има луѓе тука кои знаат, кои се школувале и така натаму, и тие, зашто тие да не можат да го дават доприносот за развојот на Господин ова Заев, земја? веројатно не би се согласил со вас, тој е горд кога вели дека он го предложил законот за албански јазик, а не Дуи. Кој? Господин Заев. Он А добро, видите, за две реченици само. Овој закон за албански јазик е толку општ, Јас во книгата сум напишал пред Венецијанската комисија, значи пред една година сум напишал дека е толку општ, има толку недоречености да се чуди човек. И сега, и овие албанци кои се фалат со овој закон, ги прашувам. Дали знаат Али Амети, Зијадин Селја, Менду Тачи, Билал Касами, овие 4 ќе ги спомнам, бидејќи се лица кои ќе се надпреваруваат во 6-та изборна единица. Дали знаат дека во општините, каде албанците не се 20%, повеќе од 20%, избирачките листи ќе бидат напишани, нема да бидат напишани на албански јазик. Затоа што законот зборува за јазик што го употребуваат 20% на граѓаните. Второ, знаете каков абсурд? Македонија веќе станува земја на абсурди. Со овој 25% Македонија за 2-3 години ќе стане смешна земја. И сите ќе барат тоа да се среди. Смешна земја ќе стане за 2 години. Видите, зборуваат во собрание, во парламент, во влада и така натамо сегде на албански. Океј. Дали знаат овие политичари практично како изгледа употребата на албанскиот јазик? Дали знаат дека граѓаните албанци кои живеат во општини каде не се над 20% и венчавањето го прават само на македонски јазик, не на свој јазик. Значи, тој граѓанин ќе се обрати сегде на албански, али кога ќе иде пред матичарот да се венча, не може на албански, бидејќи не е службен јазик, албанскиот јазик тука. И овој закон тоа не го реши. Сакам да кажам, јас сум човек што малку повеќе се бавим со тоа што бара народот, како ги осеќа народот овие работи за кое само се зборува било кој, ВМРО, СДС, ДУИ и така натаму сите, а не во народот како тоа изгледа. Немаме уште многу време. Се извинувам што навлегувме за албанскиот јазик, за законот, не беше ни намера, само онака го спомнав. За ова сакав уште повторно за СДСМ, за нивната кампања, за нивните пораки. Кога господин Зиков вели дека они ќе ги нападнат ВМРО ДПМН во однос на нивните грешки. Но од друга страна, оно што СДСМ го ветуваше, право и правда, граѓаните го перцепираат, ми се чини со право дека не е исполнето. Дали СДСМ сега тука ќе има доволно муниција, со што би ги нападнала, бидејќи едноставниот одговор е, па добро, што зборувате за ова, кога ништо не сте направиле во однос на тоа? Мислам дека и двете политички партии во фонот на ова кое што претходно беше зборувано за албанските очекувања, заложби, достигнувања и порази, мислам дека Република Македонија, ако со нешто може да се горде изминативе 7-8 години, да земам, вклучувајќи го владење, сегашно и минато и така натаму, дека политичките партии од
идеолошки, од програмски, од реторички, од маркетиншки аспект, се повеќе се движат кон центарот и политичкиот центар, идеолошкиот центар, и се помалку овие заложби, тврдења, тесно политички, тесно етнички и така натаму, се помал простор заземаат во вкупниот политички настап на сите политички партии, тргнувајќи од ВМРО во десницата и СДСМ во левицата и ДУИ и останатите албански политички партии, што зборува за една зрелост на македонското општество. Впрочем, во тоа светло треба да се гледат и овие предизборни коалиции, подадени раце од, да речеме, македонските политички партии кон албанските, некои политички исчекори кон другите граѓани на албанските политички партии во таа смисла, така што сметам дека овие теми се помалци ќе заземат политичкиот простор од државата, што сведочи за една зрелост. Впрочем, нели, ние почнуваме или се надеваме дека ќе започне преговори со Европската унија и дека во скоро време ќе станеме држава членка на Европската унија, каде што пак таа диверзификација е уште поголема и тоа е нешто кое што вака е придобивка или созревање на македонското општество. Во однос на СД, во однос на СДСМ и односот со ВМРО во таа смисла, јас на почетокот кажав, сметам дека клучниот, и тука ќе завршам за да има можност и третиот соговорник да каже своји завршни мислења, сметам дека политичката кампања на ВМРО ДПМН, очекувам тоа да биде така, е да се насочи кон внатрешните политички, економски и други порази на оваа држава, заради тоа што тука има амбиент, тука има можност, тука има простор да се детектираат проблемите и да се понудат решенија. Впрочем, ниту СДСМ, ако гледате и од аспект на нивниот политички слоган дека можат многу подобри, дека можат многу повеќе, упатува во одредена смисла на сето тоа, дека има успеси, меѓутоа има и грешки, но постои обврска тие да се исправат и да се направи многу повеќе во иднина, така што тие слабости никој не ги негира, ВМРО ги детектира и треба да понуди решенија. СДСМ од друга страна, па како што кажав на почетокот, очекувано е дека ќе се повикува на надвршно политичките успеси и дека ќе преземе обврска за подобро досие кога стана збор за внатрешно политичките, економските, социјалните останатите реформи, и во тој дел ќе гледаме кампањата. И на крај да завршам, останува само една непозната според мене. Каков ќе биде текот на кампањата? Дали таа ќе има фер и достоинствен амбиент, како што сме имале случаи во минатото, или пак ќе биде нешто што ќе значи престикана кампања од, да речеме, 2016 година од аспект на политичката муниција која што се користи и како што беше референдумското изјаснување за договорот со Република Грција и сериозните слабости кои што ги имаше тој избирачки процес во тоа време. Мене, за жал, веќе ми кажуваат од држијата дека времето ни е завршено, а мораме да бидеме стриктни поради политичките блокови, немаме многу простор за маневар. Се чини дека 2 сати, мислевме дека е долго време, но ни треба уште 1 час, ми се чини. Ви благодарам на сите за учеството во ова отворено студио, а вие, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието и на довербата. Останете со нашата програма, ќе следува и Дневникот.